Во септември ќе има засилени контроли на цените. Ќе се проверува дали има девијантно однесување на трговците. И ако има, според законската регулатива ќе се казнуваат. Информира на денешниот брифинг со новинарите министерот за економија и труд Бесар Дурмиши. Ако се зголемуваат цените без оправдано со страна на трговците, како што сме постапиле во минатото, така ќе постапуваме и во иднина. Ние гледаме колкава е маржата преку дистрибутерот до крајниот трговец. Ако на светската берза се зголемува цената на нафтата, тоа нормално дека ќе влијае и врз другите цени, објасни Дурмиши. Премиерот Христијан Мицкоски денеска повторно ја презентираше владината одлука за училишната кошничка. Пред 2 дена на владина седница донесовме одлука за намалување на цените на во големо продажбата од 10% и во мало продажбата од 15%. И тука е опфатен целокупниот училишен прибор. Се што спаѓа под училишен прибор, од тетрадки, молеви, пенкала, гумички, блокови, така натаму, боенки и така натаму, се ранци, сето тоа е опфатено со оваа одлука. Во меѓувреме, министерот Дурмиши најави контроли и во книжарниците и секаде каде што се продава училишен прибор. Мерката е донесена на седница на влада и заедно со Државниот пазарен инспекторат ќе излеземе на терен и ќе ги контролираме сите книжарници и маркети, каде што се продава училишниот прибор, најави Дурмиши. Дурмиши објави 2 нови повика од Министерството, вредни 7 милиони денари, а се однесуваат за домашните компании од преработувачката индустрија. Владата ги поддржа земјоделците од Струмичко кои протестираат поради ниските откупни цени на индустрискиот пипер. Изјави денеска премиерот Христијан Мицкоски, појаснувајќи дека тоа го правела во сите наврати досега. Ние како влада ги поддржуваме земјоделците и тука нема никаква дилема и нивните барања. Затоа што тоа се луѓето кои што не хранат и во оваа година која што е исклучително предизвикувачка, кога во неформални кругови се користи терминот оваа година треба да се преживе, ценам дека барањата на земјоделците се легитимни. Ние како влада, преку механизмите кои што ни стојат на располагање, ќе сториме се што можеме за да помогнеме. Што впрочем и го покажавме уште кога бевме избрани како влада. Ќе ве потсетам, нема добра реколта без исчистени канали за наводнување и без полни акумулации. Почитувани граѓани, почитувани медиуми, власта на Мицковски и ВМРО ОКГ под радарот и зад грбот на народот турка проекти за дата центри кои може директно да ги загрозат водата, струјата и македонското земјоделство. Се прават дилови за профити, додека се крие од јавноста какви обрски се превземаат и како овие проекти ќе влијаат врз природните, енергетските ресурси во државата и земјоделството. Овие дата центри трошат огромен капацитет на струја. Поради тоа што струјата ќе се троши повеќе, ќе има поголем увоз од странство. А сите знаеме кој профитира од зголемениот увоз на струја. На директниот напад од Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО ДПМН со следнава реакција. Венко Филипче и неговото СДС, координирано од Зоран Заев и во врска со идејата за дата центри или центри за податоци во Македонија, покажуваат дека воопшто не мислат за државата, незиниот развој што носи придобивки и за граѓаните. Филипче повторно излезе јавно со низа на критики и сомнежи во врска со евентуална изградба на дата центри во Македонија. Едноставно кажано, Филипче и за оваа тема почна да шири невистини, паника или хистерија во јавноста. Наводно, дата центрите биле закана за водните ресурси во државата, дека ќе има енормна потрошувачка на струја, како да не слушнал за обновливи извори на струја и слично. Ставот на премиерот Христијан Мицкоски за изградбата на дата центрите е категоричен. Овој процес е неповратен. Ова е процесот како кога зборуваа дека 5G мрежата зрачи и предизвикува канцерогени заболувања, денеска сите ние користиме паметни телефони. Без паметни телефони немаме комуникација во светот. Не постои друг начин. Светот овој процес ќе го развива.
Дали ние ќе го препознаеме, ќе се качиме на бродот и ќе ја развиеме Македонија во богата европска држава, бидејќи ова е моментот кога треба да се почне, ова е новата нафта, ќе повторам. Замислете зарем би биле Обединетите Арапски Емирати или Катар, кои се воодушевуваме сега на Дубај, Абу Даби, Доха и така натаму, без нафтата, тоа што се. Полемика на темата дата центри стана актуелно од завчера, кога на седница на Советот на општина Пехчево, мнозинството на ВМРО ДПМН ја симна точката од дневен ред, а Мицкоски дообјасни. Тоа е приватна иницијатива и тоа е предлог на нацрт урбанистички план. Ке повторам, тука нема ништо државата. Кога државата ќе прави или кога државата ќе фасилитира или ќе превземе институционален ризик за изградба на таков објект, јавно, транспарентно ќе дојдеме овдека и преговараме, јавно ви кажувам, со најмалку 5-6 потенцијални инвеститори. Меѓу нив е и голема мултинационална компанија. И нема да отстапиме од тој чекор, ни милиметар. Дел од пензионерите предвреме ќе ги добијат августовските пензии. Денес исплата вршат Стопанска банка Скопје, Халк банка и Алта банка Битола. Од Стопанска банка информираат дека средствата ќе бидат достапни на сметките во текот на денот. Пензионерите, клиенти на банката, ќе можат готовина да повлекуваат од банкоматите или да вршат плаќање во трговската мрежа. Пензиите за август се веќе достапни, потврдија и од Халк банка. Од денес средства се достапни во сите филијали на Халк банка, на сите банкомати и преку електронско и мобилно банкарство. Од почетокот на оваа вирусна сезона, заклучно со вчера предпадне, во Грција се диагностицирани и пријавени вкупно 232 случаи на зараза со вирусот Западен Нил, а регистрирани се 19 смртни случаи, според неделниот извештај на Националната организација за јавно здравје. Во изминатата седмица биле потврдени 75 нови случаи, а починале 6 лица. Од јавно здравје соопштија дека од вкупниот број заразени, 165 од нив се со симптоми на централниот нервен систем, а нивната просечна возраст е 75 години. Додека кај 67 случаи симптомите биле благи или немало зафатеност на централниот нервен систем. Од заразените, 73 лица се хоспитализирани, 124 пациенти биле пуштени од болница, а за 16 од случаите не била потребна хоспитализација. Необична мерка за потикнување на наталитетот воведува бугарската општина Елин Пелин, која ќе им исплаќа значителна еднократна финансиска помош на семејствата за трето и секое следно дете. За прво дете семејствата добиваат 1000 евра, за второ 1500, додека за третото и секое народно дете помошта ќе изнесува дури 10.000 евра. Одлуката е донесена со цел да се поттикне раѓањето деца, но и да се привлечат млади семејства да живеат во општината која се наоѓа во близина на Софија. Со оваа мерка Елин Пелин воведува една од највисоките локални финансиски помоши за новораденчиња во Бугарија. Долготрајната суша и екстремните летни температури ја доведоа Босна и Херцеговина до сериозен недостиг на вода. Повеќе реки се на исклучително низок водостој, на одделни места речниот тек е речиси прекинат, а хидролозите предупредуваат дека проблемот веќе не е само она што се гледа во коритата, туку и намалување на подземните резерви на вода. Последиците веќе не се ограничени само на реките. Сушата ова лето силно го погоди земјоделството во Босна и Херцеговина. Производителите предупредуваат на големи загуби кај пченката, зеленчукот и овошјето, а кај дел од посевите проценките за пат на приносот достигнуваат и до 80 или 90%. Најавените дождови можат краткорочно да ги подигнат водостоите, но експертите предупредуваат дека неколку врнежливи денови нема да го надоместат дефицитот создаван во текот на долгата суша. Воена опрема од арсеналот на армијата на Република Македонија денеска беше презентирана во центарот на Виница. Високата воена технологија ја видоа голем број граѓани на Виница, која неделава одбележува 82 години од ослободувањето. Вчера вечер го започнаме одбележувањето со летно кино под отворено небо и проекција на шпански филм, а денес продолжуваме со интересна презентација на воената опрема на македонската армија. Вечерва повторно ја очекуваме публика на летно кино со проекција на македонскиот филм Балчак. Од присутните, воената опрема најмногу ги воодушеви најмладите. На мен ми се свиѓа ружјето. Возилата и опремата, пушките. А много убаво како снимат у воздухот.
И што најповеќе ова ли ти се допадна? Да. Програмата за одбележување на големиот јубилеј годинава е со речици со повеќе десетици содржини за сите генерации. Утре прославата продолжува во село Блатец, каде со положување на свежо цвеќе пред споменикот на патнатите борци ќе им дадеме почит и на оние кои ги положија своите животи за слободата. За во сабота подготвивме програма за најмладите, но верувам дека и повозрастите ќе уживаат. Пред Домот на културата ќе се одржи ликовна работилница на тема жонглери, каде децата преку своите трчи ќе може да издржат својата фантазија. Потоа продолжуваме со Баскетфест, со атрактивни акробации и настапи на аниматори од Аргентина, Чиле, Колумбија и Мексико. Во вечерни часови по 21 часот ја очекува македонска рок вечер. Забавниот дел е посебно атрактивен. Централниот настан е на 30 август на плоштот Ангел Винички, каде поготвиме богата музичка програма. Главни гости ќе ни бидат Next Time, а вечерта со своји настапи ќе ја збогатат и наши локални изведувачи. Прославата ја завршуваме на 31 август, ден пред почетокот на новата учебна година, повторно со програма посветена на децата. Тоа е театарска представа во изведа на театар од Пишани од Скопје. Градоначалникот Мико Костадиновски денеска со повик до граѓаните. Се надевам дека и оваа година успеавме да ги подготвиме содржините кои ги задоволат интересите и вкусовите на нашата виничка публика. Ги повикувам сите граѓани да бидат дел од овие настани, да се дружиме, да славиме заедно и заедно да ја пишуваме историјата на нашата општина Виница. Советот на општина Делчево денеска ја одржа 15-та седница на која беа разгледани 33 точки. Меѓу најзначајните одлуки е временото ставање во мирување на 4 подрачни училишта во селата Звегор, Габрово, Вирче и Стамер. Одлуката е донесена согласно оптимизацијскиот план и анализите направени од Министерството за образование поради драстично намалениот број ученици и високите трошоци. Советот даде согласност и за формирање паралелки со помал број ученици, како и комбинирани паралелки во основните училишта, а беа донесени и одлуки за организирање продолжен престој за најмалите ученици. Во фокусот беше и работењето на јавното комунално предпријатие Брегалница. Советот го усвои извештајот за првиот квартал од 2026 година, според кој предпријатието остварило приходи од 14,9 милиони денари и расходи од 18,1 милиони, односно загуба од над 3 милиони денари. Директорката Марија Сумрачка посочи дека значаен дел од загубата се должи на наследени обврски и наплата на извршни решенија. Според билансот на успех, јавното комунално предпријатие за периодот на известување покажува негативен финансиски резултат или загуба во износ од 3.145.053 денари. При анализата на финансискиот резултат потребно е да се истакне дека најголемиот дел од искажаната загуба не произведува од тековното работење на предпријатието, туку од расходи кои се однесуваат на обврски создадени во претходни години, а кои во текот на првиот квартал од 2026 година се реализирани по пат на присилно извршување. Имено, во текот на извештајниот период, врз основа на правосилни судски пресуди и донесени извршни решенија, од транзакцијската сметка на предпријатието беа присилно наплатени средства во вкупен износ од 2.281.905 денари, кои опфаќаат надоместоци од работен однос утврдени со правосилни судски пресуди, адвокатски трошоци за извршна постапка. Овие расходи представуваат последица на обврски кои не биле навремено исполнети во претходните години, поради што побарувањата на вработените биле реализирани по судски пат, а потоа и преку извршна постапка. По еднократни 5000 денари обезбеди Берово за сите правачиња и средношколци во општината. Поддршката ќе замине на сметките на родителите на 65 правачиња и 63 ученици запишани во прва година средно образование во општинското средно училиште Ацо Русковски Берово, а парите се веќе исплатени. Нивната намена е за покривање на дел од трошоците за школски прибор и други потреби, за што од општинскиот буџет се издвоени вкупно 640.000 денари преку програмата за образование. Сакаме почетокот на учебната година да биде полесен за семејствата, а нашите најмлади сограѓани да имаат подобри услови за учење. Оваа финансиска поддршка е конкретна помош, но и порака дека грижата за децата и образованието се наш важен приоритет. На сите правачиња и средношколци им посакуваме успешна, здрава и среќна учебна година, потенцира градоначалникот на Берово Петар Гружински. Со мерки насочени кон подобрување на условите за образование и поддршка на семејствата, општината ќе продолжи и во наредниот период.
Комуналното јавно предпријатие Водовод Кочани има огромни финансиски проблеми, иако книговодствената слика вели дека работи позитивно. Долговите на предпријатието се над 2 милиони евра, но во исто време побарува над 283 милиони денари. Според најновиот финансиски извештај, предпријатието за првите 6 месеци од годината прикажало загуба од 25,88 милиони денари, односно повеќе од 420.000 евра. Загубата е за 64% повисока во споредба со истиот период минатата година. Во истиот период приходите на предпријатието достигнале 138,87 милиони денари, но расходите биле значително повисоки и достигнале 164,75 милиони денари. Дополнителен проблем се вкупните обврски на предпријатието, кое во јуни достигнале повеќе од 2 милиони евра. Најголема обврска Водовод има кон Евана Хоум и таа изнесува 74,08 милиони денари. Истовремено, предпријатието има значителни побарувања од своите корисници. Вкупните тековни побарувања достигнале 283,23 милиони денари, од кои домакинствата должат 212 милиони денари, а фирмите 65 милиони денари. Негативен финансиски резултат е забележен во сите сектори, но најголема загуба има секторот водовод и канализација со 11,86 милиони денари, додека геотерма е во минус од 6,22 милиони денари. Податоците од извештајот укажуваат на сериозен проблем со ликвидноста, зашто се очекува тој да биде предмет на разгледувања и на Советот на Општина Кочани. Летото не попушта. Утре не очекува сончево и топло претпладне со температури кои ќе достигнат и до 39 степен. Но попладневните часови носат пресврт. На места ќе има порен дожд, грмежи и засилен ветер. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност. Во попладневните часови на места ќе има услови за изолирана нестабилност со порен дожд, грмежи и засилен ветер. Ќе дува умерен повремено засилен ветер претежно од северен правец. Максималната температура ќе биде во интервал од 32 до 39 степени. Поради големата енергија во атмосферата, локално се очекуваат и невремиња со интензивен дожд, силен ветер и град. За време на викендот претпладне ќе биде сончево и топло, а во попладневните часови наместа ќе има појавена нестабилност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме со пороен дожд, силен ветер и услови за појава на град. Во сабота максималната температура ќе се движи во интервал од 31 до 38 степени, а во недела малку пониска температура ќе биде дневната од 29 до 36. Утре православните верници го празнуваат Успението на Пресвета Богородица, во народот познат како Голема Богородица, еден од најголемите христијански празници посветен на Дева Марија, мајката на Исус Христос. Празникот го одбележува нејзиното упокојување. Според христијанското предание, Богородица мирно заспала, пошто била вознесена на небесата. Токму затоа црквата го нарекува Успение, односно сон или заспивање. Во навечерието на празникот на Успение на Пресвета Богородица, Светата православна црква покрај апостол што го определила во нејзина чест и спомен, и ете, богослужбата нејзина се разликува од останатите богослужби. Ова богослужба која се служи на вечерието на Успение на Пресвета Богородица е слична на вечерната богослужба на Велики петок, бидејќи и овде се изнесува плаштеницата на Пресвета Богородица на Кувуклијата и се пеат статии на Успение на Пресвета Богородица, тоест опалкувањето на Мајката Божија. Ова служба ќе почне во 18 часот и ќе чиноначалства митрополитот Бергалнички господин Ларион, а потоа се врши и литија опход околу храмот со плаштаницата. Ги повикуваме сите верни, оние кои се подготвиле да земат активно учество, ете и постот привршува, за да можеме да го примеме честното тело и крв Христови. Шведската компанија Heart Aerospace успешно изведе прв лет со најголемиот целосно електричен авион во светот, X-1, кој помина 27 минути во воздух со трошок на електрична енергија, ценет на само $5. Проектот ќе послужи како основа за развој на регионален хибридно електричен авион S-30 со намалени оперативни трошоци и повисока ефикасност.
И утре времето сончево и жешко. Температурите ќе се искачат до 35 степен. Ветрот со брзина од 18 км на час. Влажноста ќе биде 30%. Температурите по градови се следните: Штип, Карбенци, Пробишти, Чешиново, Облешово, како и Кочани со максимални 35 степени. Виница, Македонска, Каменица и Делчево со 33 степени. Температурата во Пекчево до 28 степен, во Берово максимални 29 степени. Според православниот календар, утре е Успение на Пресвета Богородица. Католиците се спомнуваат за Августин.